Со овој закон споменавте дека ќе се регулира користењето на имотот и функционирањето практично на ДКП-ата. Иако не се согласувам дека токму тоа ќе се постигне со законот, сепак битните работи нема да се променат. Значи, прво прашањето е дали ќе се намалат бројот на скандалите, што за сега ги има Министерството за надворешни работи. Гледам малку чудно ме гледате, предпоставувам дека знаете кој ни амбасадорува во Хрватска, исто така предпоставувам дека знаете кој ни амбасадори во Србија и немам намера сега да навлегувам во тие скандали, меѓутоа фактите зборуваат за себе. Ако сакате да зборуваме имиња, да видиме, Сашо Марковски од Берлин, верувам дека знаете дека неговата службеничка е бремена. Ако тоа за вас не е скандал, значи за една демохристијанска партија, ако тоа за вас не е скандал, сметам дека зборувам во името на сите жени дека за нас е скандал. Дали овај закон ќе ги намали тие прашања? Понатаму викате дека со овај закон ќе се професионализира службата. Не само што нема да се професионализира, туку ќе се партизира дополнително службата. Не ви е потребно дополнителна партизација и ова ви го зборувам од гледна точка на расправата што денеска ние имавме во Националниот совет за евроинтеграција. Значи имаме итни реформски приоритети. Во тие итни реформски приоритети една од клучните работи е дека треба да се бориме против партизацијата на државата, особено во делот на јавната и државната администрација. Немам намера сега да ви ги читам итните реформски приоритети, ама ова директно навлегува во она што вие се обидувате да го постигнете или да не го постигнете со овај закон. Понатаму, ќе го намали ли нивото на непотизам овај закон? Она што се случува моментално во Министерство за надворешни работи. Ево, например, Звонко Муцунски во НАТО. Дали е точно дека нели се спрема за Анкара? Иначе, за јавноста да знае, тој е татко на новиот заменик министер во Министерството за администрација и информатичко општество, инаку познат исто така по скандалот околу примањето на правен факултет. Значи, скандал за скандал. И непотизмот понатаму си продолжува. Господинот Горан Трајков во Њујорк, службеник. Точно ли е дека ќе биде генерален конзул во Њујорк? За да знае јавноста, станува збор за господин чија што сопруга, иначе се вика Викторија Новаковиќ, е внука на поранешниот министер Коњановски, а керка на собствениците на ТВ Орбис. Понатаму. Може ли по закон да разговараме? Не, ама сите се овие релевантни. Велам да бидеме коректни. Добро, окей, ќе видиме. Невладењето на правото. Ајде да видиме, ама што вие толку, јас не разбирам. Што толку... Повелете. Добро. Повелете. Невладењето на правото. Со овај закон буквално не владее правото. Скратена постапка, не можете закон ваков суштински да носите. Второ, значи, имавте на ЕНЕР пријавено дека ќе имате јавна расправа на 21.12. Тоа јавна расправа со засегнатите страни не само што не се случи, доку ги игнориравте забелешките на синдикатот. Друго, околу професионализацијата на кадрите. Значи сега неодамна вие примивте куп луѓе кои што немат благе везе со работата на Министерството за надворешни работи. Треба ли да ги споменувам? Кристина Стојчевска, раководител во одделение за протокол, доаѓа од ВИП, не од Министерство. Ке го регулира овај закон? Не. Оливер Пап, председател на Комисијата за образование на УМС, значи на партијата ВМРО ДПМН од младите. Ке го регулира ли тоа овај закон? Ана Бакуле, помлад соработник, примена 5 година и по 2, сега неодамна стана раководител на одделение. Тоа е владење на право, господја, тоа не сме да се случи, ама ево се случува. Боро Мирчевски, неодамна раководител на одделение за односи со јавност, кај министерот. Иначе патем друго, да ви драги граѓани, ова е господинот кој што инаку е познат по организирање забави за средношколци. И се наоѓа во Министерството за надворешни работи. Овај закон ќе ги професионализира или планирате да го испратите како амбасадор некаде. Понатаму, што се случува со господинот Pero Стојановски? Треба да ви споменам. Осуден е. Што се случува со Игор Елиевски? Осуден е.
Што се случува со Ванчо Каргов? Има ли господинот безбедносен сертификат? Иначе станува збор за човек кој што е условно осуден и испратен некако специјален советник во мисијата на Светска трговска организација во Женева. Без безбедносен сертификат. Значи, и овај закон да помине, нема да се применува ретроактивно. И понатаму ќе биде проблематично. Понатаму, не знам дали сте свесни, меѓутоа ние од неодамна донесовме еден закон и се вика закон против укажувачи. Законот против укажувачи го донесовме поради специјалната состојба во која што се најде Република Македонија, благодаренки на оваа ситуација во која што не доведовте. Овај закон никаде не спомнува укажувачи. Овај закон не е усогласен со тој што моравме да го носиме поради Пржинскиот договор и поради тоа што треба практично да биде се ставено во некаква рамка, за да дадеме каква била заштита на тие кои што ќе решат да кажат како се крчми македонскиот имот во странство. А инако што се однесува за купопродажните договори, ја мислам дека и без закон вие добро се сноѓат. Ево, на пример, амбасадорот Илија Исајловски, поранешен од Украина, сегашен во Кина. Иначе познат на јавноста, дека е познат колекционер на станови, имал во Киев, во Москва, во Пекинг, го има некоја проверено, не знам. Потоа исто така тој еден од познатите набавувачи во името на Република Македонија. За јавноста да знае, тој е познат по уметничките дела, по височите фигури во Украина, а сега патем да знаете дека ни ги набавува возовите и патиштата од Кина. Значи, гледате дека и со купопродажбата вие лесно се сноѓате. Патем да кажам дека исто така неговата сопруга е Анита Исајловска, која е јавна обвинителка, иначе пријателка на првата дама, на премиерката, која стана јавна обвинителка во 2010 година, за денеска да биде практично во рок од неколку години една од водечките фигури во нашето јавно обвинителство. Значи, ништо од ова нема да го поправи овај закон. Ке ни останат овие проблеми понатаму да ни тежат. А за јавноста да знае, прагот да, вие значи прагот го зголемувате, ама откако еднаш го сменивте, во 2006 законот или 2005, не ме држете за збор, прагот беше 2/3, па го намаливте на 1/4, а сега го зголемувате на 1/3. Мислам, немојте, не е фер заради јавноста да се служиме со вакви манипулации. Затоа, мене многу ми е тешко што морам да ви споменам и друга работа. Не знам колку ги видовте заклучоците на Советот на Европска унија. Во заклучоците на Советот на Европска унија, во еден дел, и то кај Албанија, не кај нас, во делот на Албанија, Советот на ЕУ препорачува, вика Советот, ќе ви го прочитам, ќе цитирам, вика Советот очекува донесување и спроведување законодавство за исклучување, пазете, за исклучување на сторители на кривични дела од јавни функции, заради зајакнување на довербата на граѓаните во нивните политички представници во јавните институции. Значи, нас ни треба закон кој што ќе не го овозможи ова, ќе ни ги исклучи и ќе повлече остра граница меѓу криминалците и честните граѓани. Овај закон тоа нема да го направи. А уште помалку ќе ја представи Македонија како што треба во странство. Благодарам.